Во Прилеп веќе започна одбројувањето за најголемиот спектакл во Македонија. Не делат само неколку часови од свеченото отворање на 14-тиот поред Пивофест, кој започнува од денес па ќе трае се до недела. Штандовите се веќе поставени во центарот на градот, скарите се разгоруваат, а пивото е веќе ставено да се лади. Поради големата заинтересираност на гостите, преблокирани се сите хотелски капацитети во Прилеп и приватното сместување. Ќе биде одличен пивофест, се надеваме, организацијски е покриен максимално што може. Во однос на капацитети, тие се веќе исполнети, не знам ни дали воопшто има некаде простор. Ја морам да напоменам дека единствено можеби има таму во ученички дом Орде Чопела нешто останато. Друго е фул цел Прилеп и околијата, гости од секаде, од не само регионов. Според локалната самоуправа во Прилеп, се очекувало во наредните 4 дена на фестивалот да има над 350.000 гости, кои според очекувањата требало да донесат голем економски бенефит за градот, но и за целиот регион. Фестивалот на пиво обединува 3 работи. Прво, пивото, како еден од значајните пијалоци кои се конзумираат на овој фестивал. Имаме преку 50 врсти на пиво на фестивалот, вклучувајќи домашните и странските пива. Исто така добрата и вкусна скара, посебно прилепската скара. И третата работа е добрата забава и музика. Забавата вечерва ја отвораат Crossroad Blues Band, потоа ќе настапат Рафаел, Тропико Band, а вечерта ќе ја затворат Fly Project од Романија. Убаво е да се биде тука за прв пат. Ќе се обидеме да ја направиме најубавата забава тука во Прилеп. Малку знаеме за Пивофестот, сме виделе само неколку видеа на YouTube, но се надевам дека ќе дознаеме повеќе со нашиот настап. Јас лично не сум некој љубител на пиво, иако изгледам така, но сепак ќе се напијам барем едно пиво. И угостителите се надеваат на добрата заработка и одличната забава, а подготвили исто така и по некоја новина и изненадување. Доаѓаме 6 години тука. Тука е добро, очекуваме многу луѓе, очекуваме многу добра забава и така. Програмата е екстра ова година. Очекуваме голем прилив на гости и од Македонија и од надвор од Македонија. Да има, очекуваме добро забава, да нема никакви проблеми тука, како и секоја година, да биде без никакви инциденти. Ова машина е ново за Прилеп и за Македонија. Ова точи од долниот дел на чашата, значи точи од доздола нагоре и вади 56 чаши за 1 минута. Од општината ветуваат максимална безбедност и прифаќање на сите гости на кои на располагање во Прилеп ќе им бидат околу 20.000 паркинг места. Сите оние кои што досега немаат обезбедено превоз до Прилеп може да ги искористат бесплатните возови на македонски железници, кои што во наредните 4 дена ќе се обраќаат на релација Скопје-Прилеп и Битола-Прилеп. Исто така, оние кои што не може да најдат сместување во хотелските капацитети во градот, може да се сместат на паркот на Револуцијата, каде, како и секоја година, ќе се организира бесплатен кампинг простор.